Денеска православната црква ги празнува светиот Атанаси Велики архиепископ Александриски и светиот Максим архиепископ Влахозапланински. Светиот Атанаси Велики архиепископ Александриски роден е во Александрија во 296 година и уште од детството бил наклонет кон духовниот позив. Бил ѓакон кај архиепископот Александар и го придружувал во Никеја на првиот Вселенски собор. На овој собор Атанаси се прославил со својата ученост, благочестие и ревност за православието. Тој многу придонел за побивањето на Ариевата ерест, како и за утврдување на православието. Го напишал символот на верата кој бил усвоен на соборот. По смртта на Александар, Атанаси бил избран за архиепископ Александриски. Како архиепископ останал повеќе од 40 години, иако не бил цело време на архиепископскиот престол. Без малку, скоро целиот свој живот бил гонет од еретиците. Од царевите најмногу го гонеле Констанци, Јулијан и Валент, од епископите Евсевин и Комидиски со уште многу други, а од еретиците Ари и неговите следбеници. Бил принуден да се крие од гонителите дури и во бунар, во гроб, по приватните куќи и во пустините. На 2 пати морал да бега во Рим. Дури пред смртта некое време проживеал мирно како добар пастир меѓу своето добро стадо, кое вистински го љубело. Малку се светителите кои биле така безобзирно клеветени, така свирепо гонети како светиот Атанаси. Но неговата голема душа поднела трпеливо се заради љубовта Христова и најпосле избегала победоносно над сета таа страшна и долготрајна борба. За совет, утеха и морална поддршка честопати одел кај светиот Антони, кого што го почитувал како свој духовен отец. Човекот кој ја формулирал најголемата вистина, морал и многу да страда за таа вистина, додека Господ не го упокоил во своето царство како свој верен раб во 373 година.
Светиот Максим, архиепископ Влахозапланински. Сине на српскиот деспот Стеван, слепиот и деспотицата Ангелина. Бил замонашен во манастирот Манасија. Притеснет од турците побегнал во Романија, каде што бил посветен на упразнетиот престол на архиепископот Влахозапланински. Ги измирил раскараните војводи Радул и Богдан и ја спречил војната помеѓу нив. Во постари години се вратил во Крушедол, каде што подигнал манастир и по долго подвизување, таму се упокоил на 18 јануари 1546. Неговите негнилежни и чудотворни мошти и сега лежат во тој манастир. Достојно ест Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Поуки од светите отци. Љубовта има три ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ. Te